На малата Ања од Велес пред 2 години била диагностицирана болест за која според лекарите единствено решение било трансплантација на црн дроб. Растрчани по лекарските ходници, родителите поминале низа непознаници и системски неможности за трансплантација на дел од овој орган кај новороденче во нашата земја. Но брзата одлука значела живот, па така нејзиниот татко донирал дел од црниот дроб на својата тогаш 9-месечна ќерка. Гледајќи го моето дете, јас гледам борец, пошто реално таа трансплантација не е само една обична процедура медицинска, туку тоа е давање на втора шанса за живот на вашето дете или на вашиот близок човек, така да се помогне колку може да се даде, пошто тоа е еден добар чин што може да направи секој и да помогне, да даде повторно живот. Ирена пак е сопруга на пациент кој веќе 7 години носи вештачко срце, а 5 години активно чека на националната листа за трансплантација. Таа порачува, еден донор може да спаси 8 човечки животи и да донесе голема радост во исто толку семејства. Во моментов едно е сигурно, додека сме здрави и живи, во кругот на семејството треба да оставиме аманет дека ако не дај Боже загинеме прерано, то се што е здраво да дозвола да биде донирано. Таков е законот во моментов. На националната листа на чекање за органи и ткива во Македонија 30 пациенти чекаат за трансплантација на срце, 15 за црн дроб, а најмногу за бубрек, дури 160 пациенти. Медицински и законски трансплантацијата е еден од најстрого регулирани медицински процеси, значи постојат критериуми за одредени органи. Органодарителството е нешто што треба да се поддржи. Тоа е, да кажам, и култура на живење. Тоа е сознание за дека може да се помогне на различен начин и е една суптилна тема која и како бара во јавноста посебен третман. И верските заедници даваат поддршка за оваа благородна медицинска активност. Црквата ги благословува, но под услов да биде сето тоа со знаење на донаторот, со одобрување и на оној што дава и на оној што прива и на оној што ќе донира орган или како и да му се објасни кој ќе биде ризикот пак по неговиот живот, бидејќи не смееме да загрозиме еден живот за да спасиме друг. Трансплантацијата е зрак на надеж за пациентите и нивните семејства, а органодарителството е најголемиот подарок кој може да го подари еден човек. Затоа свеста на граѓаните за оваа тема треба и мора да се подигне на повисоко ниво, бидејќи никогаш не се знае што ни носи животот. Ова е главната порака од јавната трибина што се одржа во Угада, а на која беа потенцирани хуманоста и солидарноста на органодарителството.